Благодарам за зборот, почитуван председател, почитувани пратеници, почитуване колешке. Морам да ви реплицирам затоа што убаво е вака кога излегувате да дебатирате за одреден амандман, меѓутоа лошо е кога ќе ги промашите тезите. Не знам дали сте свесни, а би требало да бидете свесни, дека во Република Македонија имаме енергетска криза. Значи, и вие како пратеник, не знам дали бевте на таа седница, дали гласавте, во Македонија е прогласена енергетска криза. Тоа значи дека државата ниту по основ на политиките кои ги спроведува, ниту по основ на буџетот може да се справи нормално со проблематиката од енергијата, а за град Скопје исто така имаме проблеми и со топлината, односно имаме прогласено топлотна криза. Во такви околности Собранието донесе енергетска криза, односно топлинска криза, прогласување со цел на владата да и се овозможи побрзо и поблаговремено да реагира тековно, дневно да не речам, на одредени проблеми, да може да носе уредби со ниво на сила на закон и на тој начин да се справува со проблематиката. Ако веќе ова го расчистивме и ако знаеме дека имаме проблеми со енергијата и со топлината во државата, тогаш и ние како собрание сосема е рационално и нормално да размислуваме во таа насока, односно да поддржиме секаков проект што значи подобрување на оваа проблематика. Проблематиката може да се надомести со тоа што, односно да се делумно неутрализира со тоа што ќе обезбедиме сопствена, домашна, ефтина енергија. Токму во тој контекст е и предложениот амандман. Сончевата енергија да се користи за производство на топла вода, која ќе ја користат домакинствата, фирмите и така натаму различни субјекти, со цел да ги намалат своите трошоци, големи трошоци за енергија, а со тоа дополнително допринесуваат и за намалување на оптеретување на енергетската мрежа, односно помалку да сме зависни од увоз на скапа електрична енергија. Ако го знаете тој контекст, тогаш треба и да размислувате на тој начин. Напротив, вие се обидовте да направите споредба со 2006 година, со 2007, со 2008, 2009, 10, 11, 12, не знам која година. Па владење на ВМРО, па владење на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, тотален дефокус, некој што ви дал некои тези, или вие сте ги сами направиле, си истражувате нешто што е вон моментот. Во време на криза, да истражувате и да споредувате пазар од 2008 година со 2021 година е тотален дефокус, тотално промашување на темата. Наместо да дадете допринос да се решава кризата, вие излегувате овде со политички говори и со проста поента да споредете нешто што не се споредува. Значи, амандманот е многу јасен. 50% поддршка на сите кои ќе набават вакви системи и обезбедување на солидна сума на средства од 200 милиона денара за сите кои ќе се јават на условно за ваква потреба да бидат субвенционирани. И наместо тоа да го поздравите, наместо тоа да го гласате, наместо парите да одат во некои договори во 4 очи или не знам каде се не, вие правите споредби.
Во ред се испоредбите. Никъде во вашите програми нема субвенционирање до 50% на овие системи. Значи, много е помало субвенционирањето и не е атрактивно за граѓаните. Тоа што сте го вложиле во обновување, во обновливи извори на енергија, ни оддалеку не е паритет на тоа што ние го предлагаме како сума на средства. Особено не во вакви околности кога имаме енергетска криза. Зошто го ова констатирам? Затоа што државата дневно пазете, од 1 до 2 милиона евра троши за скапа струја. И наместо ние тоа да не загрижува, наместо тоа да ни представува основа, проблем кој треба да го решиме, ние сакаме да се занимаваме со политиканство. Државата издвојува милионски суми за набавка на скапа електрична енергија на светскиот пазар, на берзите и воопшто не размислува да го реши проблемот. Проблемот со скапите енергенци може да се реши единствено со домашно производство на струја која ќе биде по прифатливи цени и за домаќинството и за фирмите. И поддршка на сите програми кои значат заштита на енергија. Од тука, овој амандман е баш во таа насока. Заштита на енергија. Да го искористиме сонцето, луѓето да си обезбедат топла вода, се намалува потребата од електрична енергија. Толку е едноставно, што не може поедноставно да биде. Наместо тоа, вие не убедувате дека има програми вакви и онакви кои не се атрактивни за граѓаните. Ако беа атрактивни, ќе беа искористени 100% и ќе имаше навалица во Министерството за луѓето да аплицираат за овие програми. Во ситуација кога програмите не ви се атрактивни, морате да ги заменете со нешто што е поатрактивно. Особено во ситуација кога имате енергетска криза. Од тука било какви споредби се депласирани, немат никаква врска со моментот и со предлагањето на овој амандман. Во ред ке беше да ги правиме споредбите во 2017 година, 2018 кога немавме енергетски кризи. И тогаш ке кажехме која влада поддржуваше повеќе зелени политики. Дали предходните, дали сегашните и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во време на енергетски кризи, место да ги насочиме сите сили и сите можности во решавање на проблемот, ние се занимаваме со политика. Тоа е лошото во оваа држава. Тоа е политиканство и тоа е надмудрување во место. Сметам дека амандманот е сосема издржан и сите овие амандмани кои се во насока на решавање на енергетската криза треба да бидат поддржани и надоградени. Луѓето да можат да си обезбедат сопствена енергија и на тој начин вршат помал притисок врз енергетскиот систем, врз набавувањето со енергија и посебно врз намалувањето на увозот на прескапата струја. Во спротивно, доаѓаме во ситуација да заклучиме дека некој профитира од увоз на скапа струја, а тие фирми се знаат кои се. Големите тајкуни на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Затоа размислете пред нешто да коментирате дали е добро или лошо и дали вреди или не. Благодарам. Ви благодараме.